Добро вечер, тредневник на К3. Источен петок или Балаклија, познат меѓу кумановци, масовно беше одбележан во црквата Света Петка во населбата Бедиње. Стотици верници од Кумановско и соседните општини го посетија храмот во кој се празнува во чест на обновувањето на храмот на Пресвета Богородица на живоносниот извор во Цариград. Масовно верниците од Куманово го прославија Источен петок или Балаклија, познат меѓу кумановци. Празникот се прославува во петокот на Светлата седмица, најмногу во Куманово во црквата Света Петка во населбата Бедиња, каде што денеска неколку стотици граѓани присуствуваа на одбележување на овој празник. Во петокот од Светата седмица, Светата црква го празнува празникот на посветен на Источен петок, така наречен празник, Балаклија, односно празникот е посветен на изворот на Пресвета Богородица, која се наоѓа во денешен Истанбул. Инаку самиот извор го благословила Пресвета Богородица и тој е лековит од самиот свој почеток и до ден денеска под благослов на Пресвета Владичица наша Богородица, тој исто така лековит и им помога на многу луѓе. Затоа еве Светата православна црква петокот од Светлата седмица всушност ја посветува на Пресвета Богородица. Празникот поврзан е со одавањето на признание на верниците кон Мајката Божја и нејзината милост, поради тоа што Богородица му ги миела раните на Исус. На овој ден луѓето ги посетуваат изворите, ги мијат лицето и очите или 3 пати преку себе префрлуваат вода од изворите. Поради тоа најчесто празникот се празнува во црквите што се покрај извори. Според легендата, изворот Балаклија, поврзан е со името на Пресвета Богородица, се наоѓал во близина на Цариград и во него имало златни риби. Цело утро е вака, да, и често доаѓаме секој празник кога е Света Петка и петок Балаклија, денешен празник, така е. Доаѓаше тука мојата мајка, мојот татко, сега доаѓа братот, сната, внуката. Почесто, значи секој празник мојата мајка доаѓаше тука, да. Секогаш доаѓа. Љубаво е да се посетува секогаш. Вчера попладне информираше свештеникот и митрополитот на Кумановско-Соговската епархија господин доктор Јосиф, служеше вечерна богослужба. Силата на благодата до денешен ден на живоносниот извор действува преку изворската вода. Таа сила лично ја имаа доживеано не само православните христијани, туку и католици, ерменци, па дури и турци. Во Куманово денеска се одржа форум со работодавачи на кој беа презентирани активните мерки и програми за вработување. Форумот е од особена важност и е организиран на барање на компаниите во насока на информирање за најновите активности и бенефиции од користењето на мерките и програмите за вработување годинава. Форумот е во соработка со Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, Агенцијата за вработување, центрите за вработување и Националниот совет за претприемништво и конкурентност. На форумот со работодавачи што се одржа во Центарот за вработување беа презентирани активните програми и мерки на владата за вработување. Се што се нуди е добре дојдено, сметаат работодавачите. Компаниите од Куманово користат различни мерки: субвенционирано вработување, обука кај познат работодавач, практиканство. Представниците од различните компании најмногу беа заинтересирани за мерката обука за работно место со субвенционирано вработување, која нуди бенефити за невработените, на кои им се плаќа по 14.000 денари, но и бенефит за работодавачите, на кои државата им нуди по 5.000 денари. Обврска на работодавецот е да го задржи лицето уште година дена по завршување на обуката која трае 6 месеци. Купно се присутни околу 20 работодавачи, на кои што ние имаме обврска како Агенција за вработување да ги информираме за овие оперативни мерки, кои што тие треба да ги спроведуваат во текот на нивното работење. Да ги спроведуваат оние мерки кои што се од нивен интерес и кои што ќе им носат одреден бенефит, кои што го дава државата и на кој што начин ќе успеат да обезбедат квалитетни лица кои што ќе се вклопат во работата во нивните компании, трговски друштва. Работодавачите сметаат дека секоја мерка е добре дојдена и многу им се помага нив. Присутните имаа можност да дискутираат околу владините мерки за намалување на невработеноста, но и да се информираат со искуствата на фирмите кои што се одлучиле да искористат некоја од понудените мерки, со што обезбедиле работен кадар што нив им е неопходен.
Ја имаме користено мерката за ослободување од придонеси за вработување на лице под 29 години. Потоа го задржавме лицето на работа. А сега моментално сме во план да користиме некои од мерките за практиканство, затоа што имаме голема заинтересираност за пракса во нашата компанија. Денешниот форум го организираа Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, Центрите за вработување и Националниот совет за претприемништво и конкурентност. Свлечиштето во Перочичо се заканува да проголта цели куќи. Жител на населбата Карпош, случаен минувач по улицата Ѓорче Петров, за малку избегна несреќа кога со автомобилот заглави на тесниот пат, истрошен од свлечишта на карпи и земја. Ова огромна карпа, која секојдневно се одронува, се заканува да проголта цели куќи. Жителите од овој дел од Перочичо со апел итно да се санира свлечиштето со потпорен зид и да се асфалтира улицата. Поминувајќи по улицата Ѓорче Петров спротив фабриката Екстра Мен во населбата Перочичо, Ацо Ристовски за малку избегна несреќа. Не знаејќи за тесниот пат и свлечилиштето од левата страна, да остави простор за минувачи, кога прикочил двете тркала му се заглавиле во огромна дупка. Кога погледнал подолу, огромна провалија. На помош притрчале соседите од околните куќи, кои викнале Вилушкар да го извлече. Јадеше над некој по главна улица, ама и дете и жена дете одек. И ја да ги избегам со стоко малце, они кола ми цимнава. И они вие си помината жена дето. Он детето малку не сака да утече на мајко, ја мене оставаме да не удари авто. Па нека дојдат, нека видат како е пат, они си сваки свесен гледа како е. Овде 5 метри, овде 2 метри. Свлечилиштето во Перочичо се заканува да проголта цели куќи. За време на обилни врнежи се рушат огромни камења и паѓаат во дворови на граѓани кои живеат тука. Оваа неасфалтирана улица е мост помеѓу гладно поле, Перочичо и градот. Треба ли некој да изгуби живот па да ја направат улицата и подпорниот зид, се прашуваат жителите од овој дел од населбата. Тоа е страшно. Ми смо викале од општину Трипол се искачали и се обеќале дека ќе го направи карпу потпорен, затоа ни не дојдоше, не обавстише. Син ми иде да јави, вика карпа е голема, луѓе ќе настраѓа со школа. И ако настраѓа некој, ја не одговарам, еве дојдете. Они дојдоше и обеќаше. Ни обеќе веќе 3 мандата дека тоа ќе го отстрани. На претходните избори кажа на 4 мај после избори ова ќе почне да се работи. Проектот е направен, све е изграден и стартува. Дали би добил, дали нема да добијам, вика јас ова го почнувам го работа. А еви до ден денеска тоа не ни е дошол ни еден да не праша, да погледне како и било како. Значи ова е страшно, поготово за малолетни деца. Што знам, во зимно време, кога ќе е зима, кога ќе е снег, е многу лизгаво тука. Кога ќе замрзне, јас имав еднаш, за малку ќе имав инцидент да влетам таму долу со аутото. Пошто кога е лета, малку е такво и тука е провалија. Ако занесе аутото, одиш долу. За среќа колата на Ристовски беше извлечена и немаше повредени, но ова е само знак дека треба итно да се интервенира, додаваат жителите. Порачаа до локалната самоуправа да излезе на терен и да го реши проблемот како што им било ветено. На крајот најавија граѓанска непослушност доколку надлежните не се огласат на нивниот повик. Ретко, скоро никогаш, кумановските работници не пријавуваат психички притисок на работното место. Оваа година нема ниту една поднесена постапка за мобинг, информираат од регионалниот синдикален совет. Но и да има мобинг во фирмите, од синдикатот велат дека стравото од губење на работното место е единствената причина поради која работниците не го пријавуваат психичкото малтретирање. Стравот за губење на работното место е една од причините поради кои работниците не пријавуваат психичко малтретирање за време на работното место, сметаат граѓаните. Според нив, работниците денес немаат храброст да пријават дека газите им вршат притисок на работа. Најчесто се условени дека лесно ќе им се најде замена за пониска плата. Разочарано додаваат запрашаните кумановци. Сега се приватни фирми, повеќе и затоа се на повеќе или повеќе се повеќе на психичка база народот. Имат право да ме стравуваат повеќе. Зошто? Зошто? Зошто утре ќе ги стерат работа? Нема затоа што ќе останат без работа. Најголем мобинг е партија. Порано не е било. Било е, да кажемо, некои намештаljke, што ја знам, с пријатели и така дале, али да те некој условлюе с нешто.
Освен стравот, друг фактор за непријавување мобинг се и судските постапки кои се скапи, вели правниот застапник од регионалниот синдикален совет Гордица Бошковска. Додаде дека жртвите на психичкиот притисок секојдневно се обраќаат кај неа, но ретко, скоро и никогаш овие луѓе не одат до крај со докажување мобинг на работното место. Тие работници, претежно кои се изложени на ваков притисок, не се во состојба од аспект на трошоци да бараат заштита на своето право пред судот. Бошковска објасни дека досега ниту еден работник не се пожалил за сексуално вознемирување на работното место. И мислам дека и да има тако, значи, тако вид на притисок, работникот или работничката, значи, не би се осмелила да дојде јавно да проговори за тоа што се случува. Па најчесто се жалат во врска со однесувањето на работодавачот, да кажам, по однос на фактија партиска припадност. Работниците од Кумановско не поднеле ниту една постапка за мобинг оваа година. Според Бошковска, мобингот најчесто се врши со контроли, закани, омаловажување и критики по различни основи. Таа додаде дека мобери се оние лица кои неквалитетно ги извршуваат работните задачи. Кумановските староградски креации овозможи едно поинакво уживање преку оживување на спомените од давнина и едноминато кое пулсира во духот на староградскиот живот и модата карактеристична за 20 век. Двајца модни дизајнери под капата на Кумановскиот музеј успеа да понудат не секојдневно модно искуство, вредно за паметење и прераскажување. Овој пат се представуваат и кај соседите од Софија. По представувањата пред кумановци, кривопаланчани, како и пред публиката од македонската престолнина, Кумановскиот музеј со модната ревија, модните трендови и културата на живење од Алафранга до современа мода ќе гостува во културно-информативниот центар во Софија. Во Бугарија ќе бидат презентирани моделите од европската мода Алафранга од почетокот на 20 век, кои се носеле во Куманово, и тоа во нивната оригинална варијанта, но и современа интерпретација од страна на кумановскиот дизајнер Александар Рашковиќ, професор по костимографија на Факултетот за драмски уметности. Ревијата, авторско дело на магистар Анита Ѓоргиевска, виш кустос и етнолог во Националната установа Музеј Куманово, е финансирана и поддржана од Министерството за култура на Република Македонија и ќе биде дел на одбележувањето на јубилеот 10 години од формирањето на културно-информативниот центар во Софија. Самиот проект содржи експонати од музеот од Куманово, а тоа се модели од Алафранга, западноевропска мода, која што беше најпрвим прикажана овдека во Куманово, во лапидариумот во музеот, и современите креации на Александар Рашковиќ и Нена Секиравски. Подоцна тоа бевме гости во музеот во Паланка и во музеот на македонска борба во Скопје. Сега по повод 10 години од формирањето на културниот информативен центар во Софија сме поканети таму да гостуваме со оваа ревија, на која ревија ќе бидат прикажани десетини повеќе експонати од западноевропската мода Алафранга. Позитивните реакции од овој несекојдневен перформанс по Куманово се повторија и кај публиката во Крива Паланка и од Скопје. За дизајнерот Александар Рашковиќ, поканата од Националната установа Музеј Куманово представува особена чест, со задоволство решил да биде дел од овој проект. На моје големо задоволство бев поканет од Музеот на Куманово за овој проект. Тој помина како што помина, нели, во најдобар ред, во Куманово, во Крива Паланка, во Скопје исто. Сега излагаме надвор од границата. Всушност, основната цел на проектот е, како што кажа колешкава Анита, да ги прикажеме националните богатства на нашата држава, поточно на нашиот град, преку облеката и преку носењето, бидејќи самата облека и самиот костим кој што тогаш влијаел во Куманово, на општина Куманово, да речем, на територија или воопшто во Македонија, се покажува и целокупното живење на еден народ во тоа време. На ревијата ќе се обрати директорот на културно-информативниот центар во Софија Васко Шутаров и директорката на Националната установа Музеј Куманово Анита Цветановска. Целата манифестација ќе биде збогатена со прекрасните звуци на гитарата на младиот Станимир Ламбов. Според пишаните извори сведоштва и фотографии, европската мода Алафранга во периодот меѓу двете светски војни ја потиснала источната мода Алатурка. Женската облека била разновидна, составена од фустани од свила, едноделни и дводелни, везени со монистра и бисери, украсени со кадифени ленти, копчиња, реси или без украси. Прифаќањето на европската мода пред се било резултат на развиените трговски врски на Куманово со европските центри.
Во пресред на годинешната прослава по повод Патрон празникот и јубилеот 55 години постоење на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, вчера вечер во киносалата на Кривопланечкиот дом на културата од членовите на драмската секција премиерно беше изведена театарската представа Сомнително лице, а утрово пред бистата на Патронот беше положено свеже цвеќе. Традиционално и годинава младите актери од Кривопаланичката гимназија ја имаат честа да ја отворат прославата по повод Патрон празникот и годинава јубилеј 55 години постоење на училиштето. Со изведбата на комедијата Сомнително лице од хрватскиот автор Бранислав Нушиć, 15 ученици под менторство на професорките по македонски јазик Зорица Давидовска, Елена Јакимовска и Даниела Стојмировска ја насмеа и расположија публиката во преполната сала во Домот на културата. Крајно сум изненаден од драмата, односно од глумењето на моите ученици и просто сум среќен што евака успеа да доловат нешто на свој начин или на наш начин, односно на паланичкиот диалект. Мислам дека тука и колешките што ги припрема подготвува учениците вложија се од себе, вложија труд, напор и мислам дека направиме една убава представа и да се разбере дека тоа беше прифатено и од публиката. Театарската представа беше изведена на Кривопаланечки говор со одлична сценографија и костимографија. Младичкиот дух и актерскиот талент беа оценети со громогласни аплаузи и позитивни впечатоци по изведбата. И актерите се доволни од сработеното. Ете, баш јас ја имав таа чест да бидам главна улога во оваа комедија. Од атмосферата што ја направивме сум задоволен. Можело, што вели народот, да биде уште подобро. Салата беше преполна, значи трема многу немавме, бидејќи денеска генералната проба ја направивме за нашите соученици. Јас сум значи Ангја, односно жената на капетанот Јеротија. Представата беше солидна, имаше доволно публика и задоволни сме од се. Утрово беше положено и свежо цвеќе пред спомен обележието на големиот револуционер, чие име го носи училиштето со врати широмо отворени за секој добронамерник. Во достојното одбележување на патронот и јубилеот, освен младите актери, ќе се вклучат и ораторите, спортистите, поетите, ликовните и музичките уметници. Денеска се организира и спортски ден, а во понеделник 20 април во училишниот хол ќе се одржи ораторска вечер, додека во петок 24 треш вечен. Прославата ќе биде заокружена со поетското читање во мај. Неколку ученици и професори од економското училиште Перо Наков неодамна ја посетија Гранада во Шпанија. Основната цел на проектот е тесно поврзана и со учење за преговарање со компании од бизнис секторот, бидејќи успешните преговори и правилната комуникација се многу важен сегмент од успешната реализација на ваквиот тип на практична настава. Неколку ученици и професори од економското училиште Перо Наков неодамна ја посетија Гранада во Шпанија преку програмата Еразмус Плюс од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Станува збор за проект наставен како имплементација на практична настава во образовниот процес преку соработка со маркетинг агенции и бизнис сектор и примена на ИКТ алатки. Интересно беше во другото училиште, присуствувавме директно на час по маркетинг, каде што учениците презентираа свои дела кои што ги изработиле. Додека пак учениците кои што присуствуваа имаат друга задача, значи како подобро да ги користат маркетинг услугите и како полесно да пристапат кон практична работа во фактички во Македонија. Во проектот учествувале 9 наставници и 18 ученици, со што им било возможено запознавање на еден поинаков образовен систем каков што постои во Шпанија, неговите позитивни карактеристики како и размена на меѓукултурни искуства. Преку реализација на овој проект се стекнавме знаења кои ќе ни помогнат при натамошното вработување во иднината и исто така ќе ни помогнат при упис на избраниот факултет. За време на посетата во Шпанија ние имавме можност да посетиме маркетинг агенција каде што видовме како таа работи, кои се можностите за напредок, како се стане успешен маркетинг агент и слично. Работевме тимски во извршување на задачите. Ова за нас беше едно големо искуство.
која во иднина ќе ни биде од голема полза за извршување на други слични проекти. Од училиштето најавија и уште презентации во нивното, како и во другите средни стручни училишта во Куманово, со цел да се споделат знаењата и искуствата кои ќе имаат значително влијание врз професионалниот развој. Следуваат неколку вести од Републиката. Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со UNDP во следниве 2 дена ќе спроведе камп за иновации за климатските промени кој ќе се одржи во Скопје. Идеите за овој камп се дел од климатскиот предизвик Твојот град од тебе зависи, а најдобрите 2 проекта ќе бидат наградени. Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, заедно во соработка со UNDP, Мили ЕУ Контакт Македонија, амбасадата на Шведска, Центарот за социјални иновации и USAID организираат камп за иновации за климатските промени кој ќе се одржи во наредните 2 дена во Скопје. Кампот ќе го отворат министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и представник на UNDP во Македонија Луиза Винтон. За време на одржувањето на кампот ќе бидат представени 10 одбрани од вкупно 132 идеи кои беа дел од предизвикот Твојот град од тебе зависи, што започна во декември минатата недела. Креаторите на избраните идеи ќе работат заедно со своите ментори со цел од идеите да се направат модели и прототипови. Најдобрите, односно проектите кои ќе покажат најголем потенцијал, ќе бидат наградени. Европската банка за обнова и развој нуди грантови за консултантски услуги за македонски компании. Највисоки грантови се наменети за проекти кои се однесуваат на енергетската ефикасност, стратегија, деловни процеси и инженерски решенија. Европската банка за обнова и развој нуди грантови за консултантски услуги за компаниите од Македонија. Висината на грантот ќе се определува според 3 критериуми, и тоа големината на компанијата, каде е лоцирана, и според видот на советот што е потребен на бизнисмените. Повисок грант, како што информира банката, ќе им се додели на мали компании со помалку од 50 вработени, како и на фирми кои се наоѓаат во помалку развиените региони, односно надвор од Скопје, а на кои им треба советување за стратегија, деловни процеси или инженерски решенија. И по комплексните проекти, како оние за енергетска ефикасност, стратегија, деловни процеси, инженерски решенија и финансиско известување ќе добијат повисок грант. Специјална програма е дизајнирана за поддршка на бизниси предводени од жени, на кои ќе им се додела 10% повисок грант од предвидените, а доколку компанијата користи финансии од ЕБОР или од некој од партнер банките на ЕБОР во рамки на програмата за женско претприемништво, тогаш ќе се додела дополнителни 10% за трошоците за консултантски проект или бизнис коучинг проектот, покривајќи максимум до 90% од нето вредноста на проектот. Нашата престолнина ќе биде домаќин на престижниот меѓународен филмски фестивал, на кој се очекува да бидат прикажани над 60 филмови. Програмата ќе стартува со филмот Медена ноќ во режија на Иво Трајков. Вечерва во Кино Милениум со премиера на филмот Медена ноќ на режисерот Иво Трајков ќе биде отворен 18-тиот Скопски филмски фестивал, кој ќе трае до 24 април, а ќе бидат прикажани над 60 филмови во 10 програми. Филмот е копродукција меѓу Македонија, Чешка и Словенија со главните улоги на Верица Недеска и Никола Ристановски, а е снимен во Скопје во 2013 година. Настанот се случува на прослава на националниот празник на новоформираната независна држава Република Македонија, кога е 10 годишнината од бракот на еден заменик министер Никола и неговата сопруга Ана. Во екипата се вклучени и актерите Александра Микич, Бранко Бенинов, Митко Апостоловски, Сабина Ајрула, Игор Ангелов, Криштоф Хадек, Јитка Шнајдерова и други. Фестивалот ќе се одржува во Милениум, Фросина и во Кинотеката Македонија. Министерот за финансии на Грција Јанис Варуфакис изјави дека неговата земја е одлучна во намерата да остане во еврозоната. Претседателот на Нигерија Гудлак Џонатан им порача на Обединетите нации дека на неговата земја нема да ја биде потребна помош од меѓународни сили во борбата против Боко Харам. Американскиот воен капацитет за Иран останува недопирлив и покрај продажбата на руски ракети С-300. Вести од светот.
Министерот за финансии на Грција Јанис Варофакис изјави дека неговата земја е одлучна во намерата да остане во еврозоната и оти владата во Атина одбива и да размислува за можноста од неа да излезе. На прашање на форум во Вашингтон што Грција прави во разговорите со кредиторите за да избегне Крекзит, излегување од еврозоната, Варофакис рече дека неговата влада одбива да ја разгледува таа опција, пренесува Танјук. Сепак тој нагласи дека Европската комисија, Европската централна банка и Меѓународниот монетарен фонд треба да имаат основа за своите барања за реформи, бидејќи претходниот пристап кој подразбираше остри мерки на штедење не вроди со плод. Председателот на Нигерија, Гудлак Џонатан, им порача на Обединетите нации дека на неговата земја нема да ја биде потребна помош од меѓународни сили во борбата против Боко Харам. Председателот во заминување изјави дека наместо тоа сака Обединетите нации да се фокусираат на обновување на заедницата и помош на загрозените во 6-годишното насилство на исламистите. Џонатан после средбата со специјалните представници на генералниот секретар на Обединетите нации за Западна и Централна Африка, Мохамед Џамбанс и Абдула Батили рече дека нигеријската војска со помош на силите на Чад, Нигер и Камерун во последните месеци повторно ги зазеле повеќето градови и села во државите Борно, Адамава и Јобе, кои претходно беа окупирани од исламистите. Американскиот воен капацитет за изведување напади врз иранските нуклеарни објекти останува недопрен и покрај одлуката на Русија да му испорача ракетни противвоздушни системи С-300 на официјален Техеран, изјави председателот на комитетот на началници на штабови на родовите на армијата на САД, генерал Мартин Демси. Веќе неколку години знаеме дека овие системи може да му бидат продадени на Иран и во предвид ги земавме сите планови, изјави Демси на пресконференцијата во Пентагон, пренесува БТА. Русија неделава реши да ја укине забраната за испорака на Иран на ракетните комплекси С-300. Председателот Владимир Путин процени дека ова одлука е оправдана откако на 2 април беше склучен рамковниот договор за иранската нуклеарна програма меѓу Иран и 6 светски сили. Кошаркарскиот клуб Куманово, на задоволство на љубителите на спортот, ќе продолжи да се надпреварува во суперлигашкото разигрување. Ова е конечната одлука на управниот одбор на клубот кој зазеде став дека Куманово поради своите верни навивачи треба да донесе ваква одлука. Неколку неделната агонија во која се најде македонската кошарка конечно доби позитивен епилог. Екипите од Суперлигата ќе продолжат да се надпреваруваат во обидот за што подобар пласман. Екипата на Куманово, едно од засегнатите страни во целата ситуација, на денешната седница на управниот одбор одлучи екипата на Куманово да продолжи со настапите. Господин Ивановски, денес имавте исклучително важна седница на управниот одбор на која беше донесена една многу важна одлука за сите љубители на кошарката. Куманово продолжува се надпреварува во Суперлигата. Па видите, значи вчера навечер имавме состанок на Сдружение на прволигаши, каде што некоја сатисфакција добивме и од таа арбитражна комисија која што даде дека ние сме во право, дека по закон ако се оди дека Куманово е потполно во право, дека тогаш треба едноставно да се утакмицата сите пререгистрира со Карпа Соколи да ја добиеме и се, али клубовите сите, можам да кажам дека не застанаа на страна, него сите сакаат едноставно да се продолжи првенството. На Карпа Соколи заради таа грешка да му се дозволи да игра, затоа што требаше да биде исфрлен од таа Суперлига и се и во една ситуација кога останавме сами, да не кажам на крај, пошто и работниците сложи дека треба да се игра и се, ние побаравме само едно дополнително до денеска до 11 часот, затоа што имаме сепак, не сакав сам да одлучам, едноставно управниот одбор, каде што знаете дека имаме и приватни спонзори и секои што треба да ја кажат своето мислење. Така да савајле имавме во 9:30 состанок на управен одбор, каде што можам да кажам дека доста бевме сложни, дека иако сме во право, иако се, али заради нашата верна публика, затоа што имавме во овие денови и многу јавувања од наши навивачи, кои што едноставно сакаат да играме, да продолжиме. Ние сепак имаме најповеќе публика во цела Македонија. И добро, сега кога конечно знаеме дека Куманово настапува во Суперлигата, во недела доаѓа екипата на МЗТ Скопје, еве добра најава да ги повикате навивачите да дојдат во што поголем број.
Да, па јас забравив да кажам само дека се почнува од нула, значи немаме тие порази против Карпаш и против Кожев. Тие две утакмици ќе се одиграат. Веќе во четврток ќе играме, мислам, со Карпаш, а следната сабота со Кожев. Така да, а во недела веќе е тоа од утакмица од трето коло, значи утакмица со МЗТ Скопје, каде што после толку време сите дека ние сакаме да видиме кошарка во Куманово, ние сакаме да победиме. Сакаме МЗТ, не сме го победиле. Сакаме конечно да се скрши тој малер што велиме. Значи да резимираме, во недела 19 часот во спортската сала спектакл и дерби на колото Куманово МЗТ Скопје. Како што доликува, освен со пригодните културно-уметнички манифестации, Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка својот патронат го одбележува и со интересни спортски надпревари. Во спортската сала Петар Попарсов си играа ревијални дуели во одбојка, кошарка и малфудбал. Традиционално деновите кога се празнува значајниот датум за ова училиште се можност на мигдан да се истакнат најдобрите во разни спортски дисциплини. По тој повод во модерната арена Петар Попарсов се одржа спортски ден, на кој во пријателски надпревари во одбојка, кошарка и мал фудбал силите си ги одмерија кривопаланичките ученици и гостите од Средното општинско училиште Митко Пенчуклиски од Кратово и Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче од Пробиштип. Во одбојкарскиот надпревар триумфираа гостите од Пробиштип, пошто кошаркарската гордост од градот не им дозволи на спортските ривали да дојдат до победа. И на крајот победата во мал фудбал ја понесоа кривопаланичките средношколци. Значи започнавме со одбојка женски, се надпреварува нашата екипа Ѓорче Петров со екипата од Пробиштип и на крајот резултатот беше 2-1 за гостите. Ова се пред се ревијални надпревари, резултатите секогаш се во втор план и да кажеме дека и нашата екипа тука, екипата на СОУ Ѓорче Петров победи со 55-40 и претходно имаме соработување со овие екипи, имаме и играно и на зонски и на регионални надпревари, како и тенив на патронатни надпревари. Ова беше уште една можност преку дружба и надпревар средношколците да ги промовираат вредностите кон кои треба да се стремат младите и да ја продолжат убавата соработка која ја имаат на спортски план, велат одговорните. Променлива е временската прогноза во деновите што предстојат. Во сабота претпладне ќе биде претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд ќе биде во северните, североисточните и источните предели. Во недела во утринските и во претпладневните часови нестабилно со врнежи од дожд, попладне умерено облачно со сончеви периоди. Следува метео. Благодарам на вниманието, тоа беше се во третиот дневник. Имајте пријатна вечер и останете на 4.